Охридскиот регион и понатаму е на удар на миграциите. Граѓанските активисти алармираат дека овој процес не стагнира, туку е во нагорен тренд. Она што ги брака младите луѓе не е повеќе само потрагата по работа, туку и тоталното разочарување од системот. Се почесто причина за заминување е лошото државно здравство, каде граѓаните не чувствуваат дека добиваат соодветни услуги, додека приватното здравство е прескапо за многумина. Како резултат на оваа несигурност, младите денес се почесто ја одложуваат одлуката за создавање семејство. Наместо за брак и деца, тие размислуваат како да обезбедат посигурна екзистенција. Дополнителен товар во Охрид се и астрономските цени на становите и кириите кои се целосно неспоредливи со платите. Поради тоа економската зависност од родителите кај младите охриѓани често продолжува дури и до нивната 35-та или 40-та година, што создава сериозен социјален притисок. Ако беше причина само платата, тогаш гледаме дека со текот на годините платите растат. Не доволно, но растат и тоаш ќе имавме ситуација да запре иселувањето, меѓутоа гледаме дека младите, но и граѓаните на нашата држава продолжуваат да мигрираат, да речам, во европските држави надвор од Европа и заради, да речам, непостоење на меритократија, но и заради клиентелизам, односно во секоја институција обичните граѓани треба да имаат врски за да ја завршат работата. Тоа треба според мене да се најде начин и систем како да се надмине, затоа што тоа постои во сите пори на сите институции, не само да речам во една институција. А другата причина, психолошката, е тоа што младите чувствуваат некоја несигурност за својата иднина, да изградат дом тука во нашиот град, во нашата држава, но и да створат семејство и да купат дом. Исто и тоа е проблем. Секоја куќа постара се урива и се прави зграда. Меѓутоа цените на тие згради, односно на тие станови е висока и младите и обичните граѓани со овие плати и со оваа економска ситуација не може да си дозволат да купат стан. Така да со тоа паралелно и кириите се зголемени и се ствара некоја несигурност и проблем со домување. Коферите се почесто ги пакуваат и млади луѓе кои веќе имаат стабилна работа, сопствен стан и пристојни услови за живот. За да се сузбие ваквата појава, потребни се итни системски мерки во пракса, а не само на хартија. Значи има голема несигурност, голема апатија помеѓу младите и веќе ние како држава ствараме некој синдром дека веднаш после 18-та година култура на заминување, дека младите не осеќаат тука сигурност, немаат некоја перспектива, немаат некоја иднина и дека мора да се иселат од нашата држава. Ние имаме од септември, октомври па до февруари, март никакво голема пасивност, никакво функционирање, немаме некој добар туризам каде што ќе се продуцираат повеќе финансии и да речам тие кадри што веќе се на неопределено одат на 70% на природни одмори, на неплатени и така натаму. Значи треба да направиме некоја стратегија да функционира туризмот 12 месеци во годината, не само 3-4 месеци. Црвениот аларм го потврдуваат и официјалните бројки. Според последниот попис од Охрид за само 2 децени се иселиле повеќе од 4000 жители, а бројот на млади луѓе на возраст од 15 до 29 години е намален за 25%.